Повеќе од 5000 вработувања се реализирани со мерките и услугите за 2015 година, информираше денеска заменик министерот за труд и социјална политика. Во завршна фаза е реализацијата на оперативниот план за активни мерки и политики за вработување за 2015 година. Можам да истакнам дека преку овие мерки за вработување директни, односно преку обуките и преку субвенционираното вработување, исто така преку услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување, вкупно се досега оваа година се вработи околу 5000 лица, од кои што околу 2000 лица преку различните видови на обуки кои што ги реализира Агенцијата за вработување во соработка со приватни провајдери кои што ги обезбедуваат обуките, и околу 3000 лица се успеа да се вработат во период од 12 месеци преку индиректните мерки за вработување, односно преку услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување, како што е посредување при вработување, профилирање, професионална ориентација, мотивацијски обуки и така натаму. И понатаму продолжуваме со реализација на вакви мерки со оперативниот план за вработување за 2016 година, кој што ќе започне да се реализира од јануари месец следната година, кој што верувам исто така ќе влијае за создавање и креирање на нови работни места во нашата држава и ќе влијае за намалување на невработеноста. Спасов денеска заедно со директорот на Агенцијата за вработување во тренинг центарот на СЕМОС ги посети лицата кои се вклучени во обуките за напредни IT вештини и кои по 6-месечен период ќе се здобијат со меѓународно признат сертификат. Станува збор за околу 270 невработени лица кои што оваа година ќе поминат низ процес на сериозни обуки кои што ќе траат до 6 месеци. За овие намени обезбедивме околу 22 милиони денари за реализација на истите. Исто така во текот на оваа година обезбедивме околу 6 милиони денари за основни компјутерски вештини за странски јазик, за обуки за околу 1000 невработени лица за странски јазици, за 1000 невработени лица за основни компјутерски вештини. Најавам дека за 2 недели ќе биде пуштен уште еден оглас за невработените лица кои што се под 1 година на евиденција, а сакаат да слушаат Јава или .net, ќе може да аплицираат во агенцијата, со тоа што огласот ќе трае 10 работни дена и на крајот ќе има тестирање за оној што е најдобар да го добие можноста да биде обучен за Јава или за .net. Јас се надевам сите оние што денеска се на обука и што ќе бидат на обука во наредниот период, по завршување на обуката и сертификацијата ќе најдеме соодветно работно место во компаниите кои што врегуваат во Република Македонија и можеби дел од нив ќе се осмелат и сами да отворат собствена компанија, со тоа што нема да бидат повеќе невработени, туку ќе бидат вработени лица. Ние продолжуваме и понатака во 2016 година, како што каже министрот, имаме дополнителни обуки за нови програмски јазици, нови програмски пакети, со тоа што повторно ќе обработиме 270 луѓе и околу 200 луѓе за HTML5, значи јазикот, со тоа што ќе затвориме една поголема група на потребни вештини на пазарот на трудот и нормално и вработени лица кои што ќе бидат помалку на базата на невработени лица. Директорката на СЕМОС Едукација нагласи дека со оваа мерка бројот на луѓето кои работат во IT индустријата значително ќе продолжи да се зголемува. Јас би сакала да искористам оваа можност и да ја поздравам оваа мерка затоа што навистина придонесе многу за IT индустријата наназад години. Ние ги гледаме бројките од 8000 и моментално веќе бројот на IT луѓето кои што работат во индустријата е 16000 според едно истражување спроведено од страна на швајцарска амбасада. Ова се податоци од мај месец. Искрено верувам дека многу придонесе мерката која што со години се спроведува кај нас.